Поради експериментот со прогресивниот данок, економијата изгуби цела година. Сметководителите негодуваат дека и покрај тоа што побарале владата навремено да ги информира за сите даночни промени, тоа не се случило. Токму сега, кога ги подготвуваат завршните сметки и финансиските извештаи, надлежните решиле да воведат изменет образец за даночен биланс. Промените во 5 до 12 им ја отежнуваат работата, а УЈП не секогаш е подготвена и со документи и со кадар. Зголемувањето на прагот начално го поздравувам, бидејќи ја олеснува администрацијата. Меѓутоа и тоа беше донесено толку брзо, што и управа за јавни приходи не можеше да се синхронизира и ги немате, тоа е втората точка за која јас зборев, ги немате образците за дерегистрација, добар дел од периодов во кој тече дерегистрација, ги немавте образците за дерегистрација во електронските системи. Значи, се носат промени кои ни самите не може да си ги следат. Повторно брзопотезно, повторно популистички, дневно политички, можеби не баш добро осмислено. Додека Министерството за финансии се фали дека подигањето на прагот за царинење на онлайн пратки од 45 на 90 евра ќе раздвижи интернет трговијата, сметководителите тврдат дека со ова само ќе се потикне сивата економија. Ништо немало да ги спречи луѓето во земјава да ги препродаваат стоките нарачани од странство, ќе се намалела наплатата на даноци и ќе се зголемел одливот на девизи. 4-5 од фамилијата нарача по 90 евра во денот, во неделата, како сакате, тоа има да наполни дуќан со продавница, а нема ни фирма, ни придонеси плаќа, ни данок плаќа. Сметководителите се и против зголемувањето на придонесот за пензиско осигурување. Велат не е начин да се пополни дупката во државниот пензиски фонд со тоа што ќе се удри врз оние што редовно плаќаат придонеси, додека голем дел од кадарот не е пријавен. Сметководителите апелираат и до своите колеги да не прифаќаат да го пополнуваат регистарот на вистински сопственици кој треба да стартува од февруари. Тоа било обврскано одговорните лица во компаниите.